Почитувани СДСМ веќе одамна предупредува дека забеганиот проект на власта наречен Скопје 2014 е огромна пералница на пари. Спомнежите за пренапумпаните цени на спомениците и скулптурите, вклучувајќи ги авторските хонорари, секојдневно се потврдуваат. Денес уште еднаш ќе посочиме скандалозни примери на злоупотреба на народните пари од оваа власт. Скулптури и споменици на познати светски и реномирани автори може да се нарачаат во секое време и да се купат за цени кои се 10-кратно пониски од оние што ги плаќа владата на Груевски. Еве неколку примери извадени од светски познатата интернет галерија sculptor.org. Тие ќе можете да ги видите на PowerPoint презентацијата. Например, скулптурата Свети Игнатус од меѓународно признатиот автор Лари Грифис, изработена во бронза, висока околу 2 метри, заедно со авторскиот хонорар чини 100.000 евра. За споредба, само еден од лавовите на мостот Гоце Делчев, изработен исто така во бронза, висок 3 метри, во Македонија чини неверојатни 600.000 евра. Скулптурата Менторс, прогласена за најдобро дело на јавна уметност во Калифорнија во 2000 година, изработена во бронза од светски реномираниот американски автор Аристидес Деметриос, висока 6 метри, чини 230.000 евра. Се разбира со вклучен авторски хонорар. Само за подсетување, лењето на споменикот на воин, кој треба да биде поставен на плоштадот пред црквата Свети Димитрија, граѓаните ги чини 3 милиони евра. Тука не е преспетан хонорарот од 1,5 милион евра за доскорешниот тотален анонимус Вале Стефановска. Вакви примери на оваа реномирана интернет страница има многу и ве упатувам слободно да ги погледнете. Граѓаните чии пари безмилосно се трошат, со право се прашуваат зошто скулптури од светски познати автори, изработени во ист материјал, чинат 10 пати помалку од оние кои ги нарачува владата на ДПМН. Зошто нашите анонимни автори добиваат хонорари кои оддалеку ги набинуваат цените на готовите светски скулптури на најреномираните светски автори? Одговорот е повеќе од јасен, она што се случува во Македонија нема врска со уметност и култура. Ова е класичен криминал и огромна пералница на пари преку кои милионски суми народни пари завршуваат во нечии џебови. Затоа нека кажат почитуваните уметници Вале Стефановска, Башевски, Филиповски, Дуковски, Јанев и останатите, каде се парите? Тоа им го должат на народот и на граѓаните. А господинот мецена Никола Груевски, да му порачаме да не разговараме веќе за уметност, ајде да разговараме за перење пари, за корупција и криминал.